Prazno je se. Najdi si malko vreme i javi se. Nikoj pod ova nebo ne ljubi toliko nežno. Ti mi trebaš, naš mesečna. Има еден харизматичен град, каде што и на минус 23 е топло, затоа што грее со љубов. Штип е кандилце во зимските ноки, убав и на ветрот кој 365 дена пирка низ коси, дивее, танцува и музика носи. Град кој напролет мириса на цреши, кајси на штипски дзердзелии, врели пишии и притаен темјан од многуте цркви, кои му даваат светост и посебна вредност. Сета таа штипска магија од урбана хармонија станала мелодија, која денеска топи снеговина душа, секаде и секогаш кога се слуша. Малку дуо ветрче не ги растори малку фризурките? Па не ги растори. Знаеш, у Штип има една изрека, ако се сретнеш со некој што не си се видел подолго време и ако праша, што има ново у Штип? Не дува ветер. Така ли? Па денес дува. Па од 365 дена 366 дува тука, еве и сега се осеќа. И денес дува, да. Ова е, ја споменавме реката Отиња, така? Да, Отиња. Види, ова е поурена рекичка, зимно време пак има чат-пат водичка, летно време пресушува. Ама може да дојде и до голема, мислам, врнежи кои има летно време, реката надојдува и се излева? Се излева. Јас се памтам како дете излеана. Скрос од коритото. Просто звучи неверојатно, бидејќи изгледа многу, нели, мала, како дури некој, не знам, поточе, дури не е рекичка, така. Види, мајка ми има кажувано, децата си играат надвор и они ја викале главата иде. Значи, деца бегите, главата иде. Значи, тоа е она почетокот на разбоената рекичка. Така. Иначе, Отиња си е белег за Штип. И Ветров е дефиницивно белег за Штип. Да знаев денеска ништо ќе се дојде в душавка. Doaѓа зимска ноќ, па га трви снегови. Мајде пробај ме на минус 23. Значи, ова е местото каде што беше испиено првото кафе со Бети, ако добро да паметив, така? Јас го паметам ова место како, нели, збиралиште пред одење во Домот на културата. Така. Сега ви освен по, нели, љубовта ваша, пошто друго го пометите. Така. Видите, порано беше хотел Стиво. Така. И тука се моите првите озбилни свирки. Значи тука имам свирено скоро можда околу 10 години имам свирено во овој хотел. Дали свадби, дали дружески вечери, дали свашта. Секоја манифестација што беше, тука се случуваше во хотел во Стиво. Имаше тука не може секој да влезе. Си имаше го вика Лазо, карти имаше, се продаваше, се влезе со консуматија, гори се пие. Не можеше секој да се качи. Значи тука пола стаж треба да го платат. Да. Си имавме своја соба како музичари горе, кај што се пресволикувавме, па и некојаш и преспивавме и такви работи. Тоа баш такав да речам, нели кога доаѓаат пејачите на Макфест, најчесто нели престојува овде во овој хотел. Претпоставувам вам како штипенец не би требало престои, вие си имате тука. Не, јас дома си. Јас би сакала нели уште малку да се вратиме на она 87 и Макфест во тоа време. Макфест тогаш беше фестивал кој што имаше значено место на сцената во цела поранешна Југославија. Нели рековме дека доаѓа и звезди, еминентни музички имиња. Кој ли не беше? Така. Дали можеби од денешна дистанца вие малку криво што не искористивте таа шанса, можеби да се пробиете и на пазарот надворот од нашите граници? Зборувам како за Македонија. Да. Јас имав таква шанса.
само се издешаваа многу работи. Иначе јас со Кема Монтено многу се друже. Имавме, он ми го даде тој предлог, Дида Мусераево, да правиме албум со негови и со мои песни во дискотон. Ама сето тоа не се деси за тоа што фатија, нели, после Така, војната војните, после, се распадна Југославија. Јас по 88 година отидов на Брод. Така. Цела година бев таму и некои работи мораше да бидат така. Ради екзистенцијата. Така, нормално, нели, тоа е најважно од се. Да не ми се лутат, нели, гледачите дека Инаку имам и во Нови Сад пеено. Ме повика и на телевизија Нови Садска бев, и на Београдско попладне сум бил на времето. Тоа, значи тоа што можело се бил се искористило. Да не ми се лутат гледачите, бидејќи нели седиме во затворен простор со очила, а влеговме непланирано, мислам дека подобро надвор да си го продолжиме разговорот. Сега, после 33 години, повторно се вративте на истата сцена и бевте дел од она едно, нели, ревијалната реч, така, на Макбет. Како беше чувството да се пее истата песна, на истата сцена, ама после толку време? Па да ти кажам дека тогаш има повеќе трема. Да? Да. Затоа што сега години се, нели? А плюс јас со и музиката е исто како пеењето, сакам да кажам, е како секој спортист. Ако некој не тренира, ако не вежба, ако не трча, знаеш, мораш излегува од ритм, да, излегуваш од фазон. И ми беше малку страх, затоа што не сум пеел одамна, со микрофон е друго, вака е друго, ама се снајдов и беше прекрасен настап. Сите ми честита. Обично, нели, јас го имам кажано тоа во повеќе прилики, имаме, нели, човек песна, имаме некој кој што и по таа песна колку и да сними во меѓувреме, нели, станува препознат. И сега, вие не сте можеби човек песна, затоа што после 8 дојде на минус 23, така. И некако две песни и два големи хита вон временски, и тоа со награди, да, со награди. И како, кој ја засенува славата на една на друга или не може? Невозможно е тоа. Невозможно е тоа. Невозможно е. Види, минус 23 освои како најслушана песна меѓу двата фестивали. Значи, таа е многу јака награда. И што знам? Кога ќе дојде зима, минус 23, без мене не може да почне денот. Тоа исто како беше со Джокси, не може велик ден без Джокси. Така, со мене минус зимата, кога почнува, кога паѓаат првите снегови, без мене не може да почне зимата. Доаѓа зимска ноќ, паѓаат први снегови, ајде пробај ме на минус 23. Обично се вели за луѓе кои што, ете, како на пример што е, нели, Штип, доаѓаат на Макбет, победуваат и се вели, ете, локал патриотизам победи. И од тие песни не бива ништо. Ама ке вас ова не важи, вие го докажате противното. Јас имам голем проблем тогаш. Така. Голем проблем си имав тогаш. Еве ќе ви кажам една случка. Сабајлето, после победата, поканет бев одма на македонска радиотелевизија за утринска програма. И јас ја идам со 3 прстени, пошто ги зедов сите можни награди. Интерпретација, музика и текст. Се е моје. И со 3 големи прстени идам. Ама пред мене едни, не секам да ги именувам, починати се луѓето, еминентни, јаки за музиката во Македонија, викаат црни денови на македонската забавна музика. Победи Штипјанец, кај се другите, кај е ова, кај е она, зошто баш он. Не разбираш? Ја тогаш изгасна. А ја треба да влезам после нив интервју да давам како сум победил, како и водителката заврши со нив. Они излегува, не ме ни поздравија. Влегувам ја на
на тросет во Така, Сочи во беше кутијата. таму. Седнав во делката, но осети дека јас сум многу емотивна личност. И ми вика, траче не се секири. Сега ние ќе ја направиме емисијата уште побава тоа што за зимат на тие пикте. Мислам тоа не го рече она јавно. Нормално, да, него така. онака. И си направивме убаво. И излезе дека не биле во право, И затоа што и така, знаеш, истите тие луѓе после 10 години, леле Трајче каква песна си направил. Леле, уште ти трајбе песната? После 20 призна. години, да. Истите тие луѓе. Добре, значи големи После луѓе 20 биле. години, леле Трајче бе, каква песна е ова твојата, вика, ти си ненормален хит направил. Evergreen. После 30 години они се починат, идеално Так, пак песната си дека Evergreen, нема песната, тука што. Ја пеат и мали деци, и заводиште, и постари, и води се. Имам уште едно прашање за Осамен. Таа песна е напишана посветена на вашата сопруга. Точно. Ви рековте дека сте емотивен човек. Да. Дали можеби кога ја пишувавте песната во тоа време нешто бевте скарани? Малку подкарани. Знаев, знаев. Малку подкарани. Види, тие моменти се не можеш едното и другото Так. да ги тераш. Музиката е многу прљава на страна. Мислам, животот е музиката. Јас сум го кажал кој знае колку пати тоа. И сега нормално ќе има и негде и кавги, и кај си до сега, зашто си за тука. Јас сум бил со друштва, со пријатели, со... Ама теренска работа е, Теренска мора да се работа е. работи. Важно, не може да не прости за Не, да сте напишане таква песна која што претпоставам кога ќе ја слушне Точно. сигурно ви се извинува еден денес, така. Па, на работа, жена ми уште работи. И си вика, бе, Трајче, носо те пуштаат шоева работа сега у последно време и колегите ќе ја зезат. Ајде, Трајче, пее, бе ти. А мене ми е више тоа да тука да одем. Запеј песна мори момент за нашата верна љубов. Срце да ми развесели, душа момент да ми свири. Траче, пред малку ми рековте дека последен пат во Штип сте дошле кога го снимавте спотот за Да, бе, со Проработката, Александар се така. да, така. дел од кадрите, тоест песната се вика песна за Песна за лъжите. лъжите, да. Штипljani дури ја нарекуваат и штипна химна, така, тоа е стара песна, Да, која што да, нели да. се преработи. Како дојде до таа соработка? Па види, случајно дојде, ми се јави Дац и ми спомна дека сакаете да направи една песна да снимеме у Штип, за Штип. Така. И така појде да работите, ми се бенди се муабетот и одлучивме да ја пееме това, да ја дотераме убаво, со спот, со се, песната за лъжите. Нели, јас сум слушнала, дете, лъжите, а што сте всушност лъжите, што е тоа? Лъжите е извор на топла вода, дури жешка вода. Мајка ми е од тука, Да, знам, ми од Ново кажете дека село. од Ново село. Нената куќа била тука кај што е автобусот сега. Аха. Јас ја имам слика на онака куќата и жените од Ново село иделе тука, лъжите се таму, тоа е изворот, да перат. Постелни на веш, си переле тука. Има ли сега пристап до Има. Одиме да изниме раци. Ајде. Тука во близина има и Да, и Кежовица така, е ова, позади куќите, подолу мало. И ова е, нели, она познато револуционерно, ќе речам, ново мало, така? Да, бе, да. Ново село. Ново село, ново мало, село. да. Ново село. Па види, тука од Ново село има доста познати личности, нели? Така, низ историјата, низ така. историјата. Па еве да споменам некој. А и роднина, имам роднина. Грличков, Александар Грличков е братучет на мајка ми. Значи, Тодор Александров, Ванчо Димитров, господин Михаил,
Еден куп други сега да не ги Не може да се сетиме, така, човек. И ви викам тука, значи луѓето си доаѓале да си ги перат работите затоа што водата е и топла, а и многу била лековита. А знаете ли, можеби, не знам, или за секој извор се верува дека нели лекува одредени болести, дали можеби има некакво мислење или верување за конкретно за ово? Зошто се користи таа топла вода? Што лекува, не знам. Лекува повеќе болести. Истата вода е фактички што е од кежувица. Така, од бањата. Од бањата, значи лекува за коски, реуми, такви работи, кожни болести. Јас сум ишол тука, у Кежувица, секој вторник, кога живеав у Штип. Да? Секој вторник идев на Кежувица. Тоа, као деца не идевме пешки, а кај сум живеала пешки, ќе се избањаме, ќе се средиме уште мокри, а едно време, дали јануар, февруар, март или лето, не се разболува. Ама тогаш не би беше далеко, нели? Ако Не. Како дете се ти близко, се ти е интересно. Ништо сега овдека да олечиме некоја реума и да продолжиме после. Кога една иста генерација ќе се препознае на слика од пред 50 години, радоста е огромна. Јунаци и тогаш и денес се Трајче Манев кој го води караванот со песна, а Иле Николов го следи на хармоника. Младешки ентузијазам, чиста душа и безброј соништа. Едниот го обои градот со мелодии, а другиот го изгради со зеленило. Првиот остана на музичкиот пат и спечали слава, а другар му скршна, но стана лидер на една од најуспешните компании, кои денес го направија градот атрактивен и економски стабилен. Ова е приказна за еден поинаков придонес кон иднината на Штип, во која повеќе од 20 години активно учествува токму Актива, предводена од Иле Николов. Компанијата е белек на градот, чие лице го освежи со новиот зелен концепт Green Garden. Незиниот подем кон усовршување значи иновативност во секој сегмент од производствениот систем, грижа за клиентите, мотивација за вработените и производи кои гарантираат квалитет и генерираат додадена вредност. Извозно ориентирана, со интернационален успех и национален придонес, Актива прерасна во општествено одговорна првенка во регионот, добротворно учествувајќи во инфраструктурните сегменти од градот. А новиот стамбен фрагмент, препознатлив по зелениот појас, со локација во населбата Сењак, веќе го заслужи атрибутот бренд на зелената архитектура. Становите се економични, ефикасни, модерни и со одлична изолација. Сон за секој кој сака мир, удобност, сигурност и интима.
проектирањето на овој комплекс се роди од еден добар проектантски тим кој што заедно со тимот од Актива го осмислија целиот овој комплекс и целта беше да го издвоиме сообраќајниот дел од пешачкиот дел, затоа што бевме свесни дека во овој убав урбан центар кој што од наша страна се гради, кај што не постојат локали, кај што не постојат дуќани или било какви други содржини кои што би го реметеле мирот на станарите, него исклучиво ова Г комплекс за живење кај што се гледа дека и приземните делови се во овој станови. Идејата беше да го издвоиме тој простор, а од друга страна, знаејќи дека овој комплекс ќе биде доста атрактивен за млади брачни парови, кај што ќе има многу мали дечиња, за да можеме да створиме на убава голема зелена површина, каде што дечињата дека ќе растат во ова една убава средина која што ја сега уредуваме во самиот комплекс. Вториот дел кој што го краси е тоа што за секој стан имаме издвоено по едно паркинг место плюс гаражните простори кои што се предмет на продажба, додека паркинг местата се бесплатни за нашите станари. И трето битно е извонредната посветеност во делот на термичката изолација за самите станови, за самите згради, кај што се надеваме дека со завршувањето на становите ќе добиеме еколошки пасош од А категорија за зелени станови кај што навистина имаме извонредно голема термичка изолација. Многу сериозна инвестиција вложивме во самата термичка изолација на надвршните и на внатрешните зидови, како и на подовите и на плафонските плочи. Приказната продолжува да ја врти воденицата покрај брегалница. Речната анаконда која се свила околу Исарот, бранејќи го во легендите од нападите на османлиите, со крајбрежје подобно и плодно за првите никулци на христијанството. Новата воденица ни носи нови времиња и сега е место во кое навираат сеќавања. Добре, време беше да одмориме. Баш така. Искрено, јас малку се изморив. Па да ти кажам, и јас малку се изморив. Па шти пија румби натаму, наваму. А вака кога ќе видам по стапкиве на телефонот, како беше Колку направивме чегури? Па околу 6000, може и повеќе направивме. Добри сме. Толку ми е на мене квотата, до 6000, после го гасам телефон. Таман сега малку нели ќе мезнеме и после ќе потрошиме Затоа уште сака нешто. да ви донесам тука, ова е прекрасно место тука кај што сме сега. Кафаната Воденица. Инаку тука на ова место имаше стварно воденица. Имаше бенд, ние го викавме, помала браничка и тука идевме на... Се бањавме, пливавме, се рипавме, длабоко беше. Дури ризично, страшно беше. Кој не знаеше да плива, не смееше да влезе тука. Да, па веќе заклучивме дека овие штипски реки се малку нели како беше откаченки дека се малку. Да. А овде водава баш е нели и широка ама е имаше реката браничка и и браната уште ја образуваше, знаеш. Така. Правеше вилги, правеше сапеј, само што ти знам. И страшно беше за пливање, ама ние искусни. А каде учевте да пливате тука? Јас се научив у базенот. Така. Пошто базенот од тука е 100 метри, 200 отприлика. Имаше 1 метро, 2, 3, 4 метри и скокалници имаше. И јас у едното метро се научив, кога бев, мал се научив, бев 7 години. До тука не беше едното метро, полека се научив. И знаењето, нели, стекнато таму го применувавте овде? Тука и ние нонстоп боси идевме, ние немавме папучи, како сега што има. Боси, нозите ни беа ко пита со здраво. Фудбал игравме, тука имаше многу убаво место и за фудбал, пошто Брегалница беше на еден дел само водата, а на другиот крај беше песокливо и таму си игравме фудбал. Играме и ќе се фрлиме во вода. Ете, нели, за музиката веќе нели нема што да кажеме, знаеме тука сите награди добиени, нели се е завршено. Сега уште со пеењето не се проверивме, ама има време да се загрееме. Мене ми го споменавме во разговорот и фудбалот, еве ја споменавме Брегалница, има клуб кој што го носи тоа име. Со спортот на вие или на ти, како стоите? Спортот? Да. Па да ти кажам дека сум добар фудбалер, добар кошаркар, добар одбојкар, дури тренирав одбојкар во средна школа. Значи прашањето на место ми беше? На место на ти место е. прашање. Значи спортски дух. Супер. А сега претпоставам нели остана само оној
навивачки веројатно веќе духот остана. Само навивачки. И рековте дека сакате често да поминувате слободно време во природа, ако добро Ептен така. сакам, да. Со оглед на тоа дека последниве години, тоест веќе долги години живеете Да, во Скопје, претпоставувам дека имате некое место нели кое што ви е омилено таму, меѓутоа кое е местото кое што го посетувате често кога сте во Штип? Во Штип? Штип, кога сакам да консумирам добра храна, Така. доаѓам тука и една друга исто, многу убава, многу убав ресторан. Инаку... Кога сакам чист воздух. Сакам чист воздух, Така. идам на кај паркот. На Сутакот идам, таму е пенувало. Имав ја и викендица. Таму и таму е убаво. Прекрасно. Така. Дел од нели од тоа видовме кај викендицата нормално Да, таму да. не отидовме, ми кажате за уште едно место, ама тоа ќе го посетиме малку подоцна. Нели Добро, ќе ме подсетите? да ги потрошиме калориите Да, да. од ручекот, така. Така. Бидејќи сме на трпеза, редно е да прашам кои ви се омилени јадења, како стоите со кујната, можеби со готвењето, бидејќи Штип е познат по пастермелиите, тоа е, да не речам, сите го знаат. Да. Имате ли некое омилено јадење кое што ете го сакате да го конзумирате или да го Да приготвите? ви кажам, јас сакам повеќе да правам отколку да конзумирам. Да? Јас сум главниот готвач. Навистина? Да. И кои ви се омилени јадења кои што ги приготвувате? Ма се правам. И месам, и леп месам, и пастрмајли правам. И турлитави, и графчиња, и свашта правам. Па да знаев, јас ќе снимавме дома, немаше да снимам по ресторан. Добро, сакам да апнам и... Ете, пастрмајлија, Штип. Тоа е прва асоцијација, така. Дека таа се јаде, секој месец што имам буквата Р. Тоа значи додека е ладно, така? Додека е ладно, јануари, февруари, март, април, мај више, не, јуни, јули, август, септември пак почнува и пак до април. Не, можеби не е пристојно да раскажам нешто, Да. меѓутоа јас од мојот покоен дедо научив дека како беше она дзиври се носат додека во месецот има Р. Значи истото важи и за Исто и за пастрмајлиите. пастрмајлиите, да. Сега бидејќи ја споменавме кујната, рековте дека готвите, тогаш Да. подарокот што ви го спремив, ќе ви го дадам можеби малку порано, ама со одветене на моментот. Од нашите пријатели ќе ви се најде во кујна. Ова е за дождливите денови, ќе се најде и ова, ама Зејтинов ќе заврши голема работа. Благодарам. Здраво! Ко готвам стално имам некоја дилема. Риба или месо, ребро или кубаса, а најтешки би се јајцата. Омлет или хемендекс, на око или кегана, абе цело време или. Едино немам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин. Од собствена фарма Козјо млеко. 100% природни и здрави лабрадор кози производи. Кози јогурт, козјо кисело млеко, козјо сирење и козја сурутка. Кози производи за здраво детство, силна младост, среќна старост. Ко готвам стално имам некоја дилема, абе цело време или. Едино немам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин. Тука нема или. Само бисер, најубавиот украс за секоја манџа и салата. Инаку што се однесува до јадењето, јас пилешко не јадам. О, зошто? Па, Сите јадат пилешко. не јадам пилешко, како мал. Дома чува, мајка ми и татко ми чуваат 2-3 кокушки, еден пето.
тој Петро се викаше Петко, ја го крстив така. Аха. И ми беше ко другарче од мене. Ја кајде Петко по мене. Петко Милениче. Милениче, колку требеш. Што се деси, Петко веќе порасна, мало од кај да знам, мене ме пуштија на гости кај сестра ми. А Петко спремен за колење. Да. У Скопје и се враќаме после месец дена, го кажам Петко, мајка ми вика, синко избега Петко, нема го. А сестра ми оттама вика, да правија го супа. И од тогаш нема не супа ни пилешко. Тогаш, да, не само Петко, потоа чува, татко ми чуваше и свиња. Ѓурѓе се викаш. Интересно е тоа што... Значи Петко и Ѓурѓе. Да, Ѓурѓе се викаше. Свинчето, она порасна. Исто и таа беше колку тресо, ама со повеќе со татко ми со мене. Дојде време да се коли, сите од дома избегавме. Никој немаше дома. Оние заклове, средиле и на комшиите. Дома никој не касна од тоа краса, тоа гуда. Од Ѓурѓе никој не проба. Од Ѓурѓе никој не проба. Комшиите сигурно биле благодарни. Добро, јадам свински. Така. Само пилешко не знам, тоа ми останало од детство. Да, веројатно многу голем млад, стрес така, било. така, стрес било. И не знам, и така. Ајде малку да зборуваме за Да се расположи. поветени теми, Сакаш така. ќе запееме сега. Ау, многу сакам јас. Па искрено, мене, морам, како и на сите други, 8 и минус 23 ми се песни кои што навистина ми будат не спомен, меѓутоа многу убава емоција. Така. И сум ве слушала на свирки, нели, Да, и во да, живо. да. Ама вака на маса не ќе ми биде чест да имам таа привилегија. Која да те отсам право? Која Ајде, ќе ми дојде отсам. прво? Ајде. Сам сум во ноќта и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти, што ми ја украде душата, ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот за кого ќе дадам се. Па не може Бети на ова да се лути, нема шанси да се лути, мора да прости. Како лутејата ти? Ова, Малку ми замеруваа за оваа втората песна што се апела на минус 23. зошто? Знаеш, имаше контактни емисии порано, ја директно у радио и слушатели и слушателки. И една комисија, јави, ломе направи, крајче, како смееш ти вакви швадарски песни да пееш. Ау. Ние да те знаеме тебе као шлагери, као балади, баладер, тивки, нежни песни. Ломе направи. Работава скромен домаќин, не смеш да пееш швалерски песни. Да. Јас не знам навистина што е швалерско во таа песна, песната е, Таа песна да. стварно беше Убава. окей, и уште си окей. И го зборуваме веќе тоа дека ретко на кој пеач му се случува да повтори, дури можеби, сега не знам дали ја надмина реално, меѓутоа во однос на наградата која што доби како најслушана песна помеѓу два фестивали, веројатно нели според признанието Да, и да, ја да, надмина. да. Ретко се случува такво нешто. Ретко се наоѓа, да. Ретко се наоѓа. Види, првите години, Така. кога беше Макфест 80, јас нели почнав 86-та, така. 86, 87, 88, 89, дури кога стана Македонија, кога се осамоли, Осамостои. од тогаш почна да се делат награди на Макфест, најслушана песна меѓу два Така. фестивала. Бидејќи таа песна е ваша авторска, Да. колку бенефит ви донесе или се уште можеби ви носи затоа што и ден денес се слуша? Навистина сум љубопитна, ме интересира затоа што ретко Добро. кој има и автор на таков хит, нели, и го изведува тако. Види, најголем бенефит е за мене тоа што луѓето ме препознаваат со таа песна. Мада се ако ќе ме видат, они не знаат дека сум ја Трајче Манев, затоа што сум во повозрастни години. Много годините поминува. Да, и се Така. некој што ме познава Трајче Манев. Воле Трајче Манев.
Значи, бенефитот тоа, инаку добивам ја тампјени, Така. нели? Секоја Па година. да, затоа и Да. така прашам. Добивам секоја Како беше, година дали е тампјени. тоа Трајче Манев со карираното одело, Да. два броја поголемо, така беше. Во тоа време на Макфест веќе го споменавме ова, настапуваа врвни имиња. Буквално од тогаш има и хитови кои што се пеат и ден денес се паметат и ден, не знам, Маријана и Росана, Лидија Кочовска, Хелена Благне, да не ги споменувам, нели другите. Можете ли да направите, еве од денешна перспектива, една паралела Макфест тогаш и Макфест денес? Во однос на зборувам на музичкиот квалитет, затоа што еве јас ќе го кажам, тоа не морате вие гласно, мене не ми е проблем да го кажам. Нели ми се чини дека музиката која што се правеше тогаш имаше многу поголем квалитет и тежина во споредба со хитовите кои што се прават денес и буквално траат една сезона, би рекла. Многу е голема разликата од денес и тогаш. Тогаш се идеше повеќе на шлагерска музика. Така. Сега се пратат трендови некои, те ваков стил, те онаков стил, те не сме Америка, не сме ние... Значи, Макфест беше како Сараево Да. за Македонија. Шлагерската музика, затоа и тие песни се пеат. Ајде да ве прашам сега, земете, еве, вие не свирите гитара, некој пријател, другар, и освирите некоја песна и испитни друштво, песна што е, еве, од некој од новите Макфести. Не можеш ни една едно зборче да кажеш и камо ви да отпееш. Значи тоа се песни кои што ги правевме ние за друштво, да се расположиш, да уживаш, како да кажам, збор. Јас ќе кажам, тоа беа песништа, а овие се песнички. Така. Добра дефиниција. Најубава. Уште едно песниште има, по кое што сите го препознаваат, Трајче Манев, морам да ја слушнам, ќе ми заврши емисијава, ќе немам време, нема искривирање. Само ќе треба да завади малку времето, до минус 23. Не мора, добро е вака, супер ни е, малку не ни се погоди денеска, немаше многу сонце, ама добро е, нека не мора да е минус 23. А да се подмачкаме малку? Ќе се подмачкаме обавезно. Ајде, на здраве. Да сме живи, да. Така. Doaga zimska nog, pagat prvi snegovi. Ajde probaj me na minus 23. Doaga zimska nog. Ние тргнавме да подмачкаме грло, ама ни стигна и како подмачкување за желудникот. Навистина импресивно изгледа се што стигна. Прекрасно. Храната е преубава од она што досега го пробавме, навистина топла препорака и за штипјане, меѓутоа и за сите оние кои што патот ќе ги најдете на кај, како беше на штипски, воденицата. Воденица. Воденицата. Јас го пробав овој похубан целер, ништо побаво немам пробано во животот, искрено. Јас се почнем тоа, ја мислам нешто друго, нешто мислам дека били текничка, попована, Да, или кашкавалче некое. Тако нешто кашкавалче, да. Навистина многу интересни. Тебе прв пат пробам. Так, навистина интересни рецепти, едве чекам да почнеме да ги пробуваме останатите. Рековме да подмачкаме грло за да запееме. Јас чекам, тука сум и не Тепе да мрдам. подмачкаме? Ајде. Романтична ног не чека во шумскиот рај. Во планинска куќа гори каминот мал. На масата стави свеки, па донеси црно вино. Ете така, ке не биде фино. Доаѓа зимска ног, паѓаат први снегови. Мајде пробај ме на минус 23. Доаѓа зимска ног, паѓаат први снегови. Мајде пробај ме на минус 23. Уште еднаш благодарам. И јас благодарам уште еднаш од срце и знам дека сега ми завидуваат многу, затоа што навистина е реткост. Трајче Манев да ти пее На маса. на маса, на свеќе, со винце Да. и на увце, па тоа Со сите до нели со сите нишали. Да, Како да. како со сите?
Со сите дузени. Дузени. Тоа Да. е штипски збор. Штипски Сите збор. нишани, сите дузени. Сите дузени, да. Јас научив многу како беше, само оној првиот ми беше многу тежок збор. Дзун, Дзердели. дзердели, ја дзункули цел ден ги мешам. Дзердели. Мандали, дзердели, Миндели. миндели, Миндели. добро. Дзердели. Дзердели. Ајде нек Да. воденицата, тоа запомнив дека така го викаат штипјани. Да. Доволно е. Правевме паралела помеѓу естрадата некогаш и сега, и мене некако кога зборувам со личности кои што нели оставиле нешто позади себе, кои што имаат долга кариера, долг животен пат, не во однос на возраста, меѓутоа Така, во однос на така, тоа така, што го така. направиле. Само ми доаѓа прашањето да ги прашам, ако имате можност да бирате, дали повторно би го избрале истото? Музика, да. А чекорите во однос на музиката која што ги правевте или можеби ќе бевте малку Чекорите нешто ќе сум отфрел, нешто ќе сум додал. Сега јас си знам самиот тоа што е. Инаку крвта е, вода не бива. Ти кажав дека јас сум од музичка фамилија, татко ми свиреше гитара, прим, контрабас, брат ми, Дане, свири, пее, уште пее. Сестра ми виолина свиреше, другите сестри пеат прекрасно. Некој дури има едната сестра, најстарата, имаше и со Бабич, во емисија му пееше. Сакам да ти кажам дека сите сте така музикални. Да. Сега музикални се, да речеме, еве, нели, предците и она прво колено пред некако вас. Така. Што е со оние кои што натаму? доаѓа, да. Да. Веќе сте и дедо. Да, дедо сум. Што е со внуците, еве синовите, имате два сина, така ако не сум... Така е. Најволното време сега што го поминав е со внук ми Марко. Он е сега 4,5 годинки. Како се вика Марко? Марко се вика. На Дела Лепотано. Исто ли се викаат внуците Марко и Марко? Стварно? Така, да. Покажуваат ли Марко амбиција за музика? Покажува, па. Ја дома е, имам и се снимаме. Така. Како си пееме, он сега гитара, не, да свири, ама ја многу е мал, така. 2-3 гитари дома, едната ќе му ја дам на него, јас ќе свирам, он дрнка, ама пее, ме прати. Некои детски песнички, новогодишни песнички, джингл бел, такви работи. Океј, кај мене, јас имам два сина. Така. Поголемиот син учествуваше на Златно славище. Пееше на Весело Штурче Штип и заврши Нижа музичка школа у Штип. Пишува музика, има на YouTube негови песни што ги пишува, ама не сека да се експонира. А помалиот син, тој е рапер, исто. Ритмичар ненормален, пее убаво исти он, ама се рапот и он има исто некои на YouTube некои сонгови направено. Она музичка лоза продолжува да се продолжува. Така. Мислам дека е време да се посветиме на оваа прекрасна трпеза затоа што не чека уште мала прошетка. Ја мислам ќе ме тираш пак да пеам. Јас би сакала, ама да не ве малтретирам многу, мене ми е малку и непријатно. Не. Ако смеам да побарам уште една можам, не е проблем. Доволно е. Како беше за гратис толку доста е. Можеме малку да се опуштиме, бидејќи имавме навистина напорно, ќе речам, претпладне па и добро и пладне. А иначе чека уште еден убав локалитет кој што треба да го посетиме. Така е. Затоа ајде малку да се опуштиме. Ако над Штип бдее Исарот, тогаш на 12 километри североисточно, во атарот на село Карбинци, оддалеку се препознаваат контурите на стариот град Баргала, уште еден сегмент од историјата на ова богато, талентирано и цивилизирано тло. Името Баргала е од тракиско потекло и етимолошки се врзува за реката Брегалница. Античкиот град се спомнува во еден надпис од 371 година на спомен плочата за подигнувањето на градската порта од страна на Антони Алипиј, управник на провинцијата. Откриените сакрални објекти, трите базилики,
го потврдуваат градот Баргала како прво епископско седиште во Брегалничкиот басен. Врвот на својот архитектонски, економски и уметнички процут, градот го досегнал за време на Јустинијан I, но кон крајот на 6 век, во неколку наврати, настрадал од аварско-словенските походи кои го треселе Балканот. Овие сведоштва покажуваат еден град со инфраструктура, бедем, одбрамбени кули, резервоар за вода, базилики, винарија, се што представувало услов за убав, религиозен и културен живот. Од секогаш, со исти желби и различен стил, човекот тежнее да гради, создава и остава зад себе и композиции, и ремек дела кои ги надживуваат вековите. После ручек прошетка. Да потрошиме некоја калорија, нели? Да, А, убав е овој локалитет. да, навистина и вреди да се дојде. Колку често знаевте да доаѓате на овој локалитет? Па, видите, тука доаѓат почесто, затоа што нагоре е патот за Плачковица и се идеше горе во пленарскиот дом. Има горе, а има едно село се вика Вртешка. Таму има се нов пленарски дом и тоа е прекрасно е таму. Таму сум ишел на, мислам, Петровден обично, се прави слава таму, па се прават свирки. Интересно, многу интересно, убаво. Овој предел е полн со чист воздух. Да, навистина убаво и не само што е чист воздухот, мирно е местото некако, Да. не знам, еве после така напорен ден, искрено се чувствувам пријатно овде. А тука долу има и црквичка една од 11 век. Се гледа од тука? Се гледа. Ајде ќе прочетаме да видиме. Шетаме по локалитетот, ајде да видиме барем и тука да не ни биде нели доаѓањето само Така. за Еве, се гледа. да. Денов е долг, ама мене ми помина многу брзо. И навистина ми е драго што ете евоциравме спомени, откривме многу работи. Пак ќе се вратам на почетокот на разговорот. Особено ми е драго што ја напишавме онаа биографија која што мене лично реков дека ми недостасува, Да. а Предпоставам предпоставам дека така. И на Гледачите за прв пат ќе слушнат ова. И мене ми е многу драго што ете ме вративте малку назад, малку напред, малку назад, повеќе назад. И у детинството и се. се вративме и после 2 години во родниот град. Да. Сретнавме многу ваши пријатели и познаници. Да. Ќе ги поздравиме и ќе им ветиме дека следното доаѓање ќе им го посветите Така е, ним. така е. Оваа сезона, ете, по втор пат сум во Штип, ама Така. запознав една друга, тоест го запознав Штип од една друга перспектива. Видов работи кои што претходно ги немав видено и ајде да се надеваме дека ќе се сретнеме скоро пак. Мене ми ќе ми биде драго ако сум ви доволил нешто од тоа што викате дека стварно нешто дека ќе направим емисијата. Убаво. Навистина, јас никогаш немаше да ги видам тие улички во првото мало, така, во Горно мало. Ги видовме конечно и лоџите, ја видов таа, нели, водата која што тоа ја пробав, да. И сега не знам, не се лекувавме, ама важно знаеме каде е сега, тоа е најважно. Уште еднаш благодарам, навистина ми беше чест затоа што ретко има човек можност да зборува со една жива музичка легенда. Ти благодарам. И се надевам дека се гледаме скоро, нема да помине многу време. Те ме радо. Драго ми беше. Истина.